Господин Ацевски, добар ден. Благодарам што сте дел од Агенда 35. Водите институција која што е многу важна за транспарентноста и за начинот на трошење на јавните пари. Колку сте задоволни од тоа како институциите ги имплементираат вашите препораки? Добар ден, поздрав до вашите гледачи. Јас би сакал да изразам благодарност за вработените во Државниот завод за ревизија, бидејќи државната ревизија е тимска работа и секако резултатите кои што ги остваруваме во суштина се темели на работата на вработените во Државниот завод за ревизија. Секоја ревизија за која што се припрема конечен ревизорски извештај содржа одредени препораки кои што се однесуваат на субјектите предмет на ревизија, но во исто време се однесуваат и на други надлежни органи кои што треба да преземат мерки по дадените препораки. Ако направиме анализа од она што значи годишен извештај за работењето на Државниот завод за ревизија во текот на 2020, 2021 и најновиот извештај за работењето на Државниот завод за ревизија за 2022 година, ќе се констатираме дека степенот на преземени мерки по дадените препораки изнесува над 80%, што сепак представува висок степен на преземени мерки по дадените препораки, висок степен на преземени мерки по дадените препораки, што во суштина додава една додадена вредност од самата извршена ревизија. Минатата недела беше комисиската расправа за ужасниот скандал со клиниката на онкологија. Вие таму кажавте нешто што навистина ми го привлече вниманието, а се однесува на политичката одговорност како концепт. Рековте дека таа е залудна доколку нема на крај функционален систем кој што навреме ќе испорача услуга или грижа за граѓаните. Како да се создаде овој функционален систем и како институциите да можат да ги испорачаат овие услуги? Што впрочем значи мојата порака. Неоспорно е за утврдување на политичката одговорност. Меѓутоа ние како систем, како држава, треба да се трудиме да обезбедиме средства за задоволување на потребите на пациентите кои што им е потребна таа биолошка терапија. Бидејќи ирелевантна е политичката одговорност, а како држава не обезбедиме потребната количина за биолошка терапија на сите пациенти кои што им е потребна. Остварив телефонски разговор со директорката на клиниката кој што во овој момент раководи со клиниката. Сакав да ги расчистиме различните видувања во однос на оно што значи потребни средства за биолошката терапија или тој фамозен условен буџет за нарачка на тие медикаменти кои што не се на позитивната листа, и мора да признаеме дека во државата континуирано бројот на заболени од малегни заболувања се зголемува. Аналогно на тоа, потребните средства за набавка на биолошка терапија во континуитет ќе се зголемува. Мора да го поздравиме тој чин на државата што одвојува повисок износ на средства, но мора како општество и како држава и како надлежни институции да се залагаме нивото на потребни средства да биде на она ниво во кое што во суштина треба да се обезбеди биолошка терапија на сите оние пациенти кои што им е потребно. За жал, во преходниот период имаме констатирано состојби во кое што отсуствуваат одредени правила и политики на начинот на доделување на таа биолошка терапија. За жал, имаме узурпација или да речеме монополска позиција каде што само две лица одлучувале наместо да одлучува стручниот колегиум. Известен сум од директорката и од тоа го пишува и повратните информации доставени до Државниот завод за ревизија дека се преземени мерки за драфтирање на одредени политики и мерки и патокази на начинот на доделување на таа биолошка терапија. Меѓутоа се уште тие не се официјални, бидејќи постои одредена процедура и правила на постапување како се носат тие политики, а и во исто време известен сум дека наместо досегашната пракса воспоставен е нов начин во кој што имаме стручен колегиум, односно конзулиарно мислење, каде што одлучуваат повеќе лица за тоа кој треба се да ја прима таа биолошка терапија. Да, може би на починатите или на нивните семејства политичката одговорност нема многу да им биде утеха, но колку е важен концептот на одговорноста и казнивоста за да оние следни раководни лица кои што ќе дојдат на тоа место или следните власти знаат дека не може да помине наказнато било каква злоупотреба. Одговорноста е многу значајна.
не ја понижуваме, ниту не ја занемаруваме. Ако ја погледнете дефиницијата за корупцијата, согласно декларацијата на УНДОК на Обединетите нации, значи монополот плюс дискреционите властување минус неодговорност е еднакво на корупција. Тоа значи дека мора да постои одговорност, мора да се утврдат чинителите кои што ги злоупотребиле своите позиции, кои што невозможеле сите условно кажано сомнежи кои што доведуваат во јавноста за сето ова состојба и мора да има епилог целокупната состојба. Меѓутоа велам, тоа е условно кажано дека сепак за пациентите како држава, како институции треба да се грижиме да обезбедиме доволно средства за да добие секој нешто што му е потребно. Не само онколошката терапија, може да забележите сведоци сме дека имаме континуирано побарување и на пациентите кои што се заболени од диабетис, кои што исто така имаат одредени проблеми. Потоа имаме пациенти кои имаат ретки болести и така натаму, кои што имаше одредени побарувања во јавноста и се уште искажуваат очекување дека државата ќе ги задоволи нивните потреби. Основен проблем кој што ние години назад, тоа може да се навратите и од 2008, 2009, 2012, 2017, 2019 и така натаму, постојано укажуваме дека Министерството за здравство подготвува одредени годишни програми согласно одредбите на Закон за здравствена заштита, ги да доставува до владата и тие од страна на владата се усвојуваат и понатаму се препраќаат на имплементација кои одредени јавни здравствени установи. Но што е клучното прашање? Имаме утврдено поголем број на активности без да се обезбедат потребните средства. Во такви услови, во кои што не се обезбедуваат доволно финансиски средства за имплементација на активностите пропишани со таквите годишни програми согласно одредбите на Закон за здравствена заштита, ние и понатаму како држава го продолбочуваме јазот на негативни финансиски резултати на работењето на јавните здравствени установи, на создавање на обврски кон правните субјекти кои што ги дистрибуираат потребните лекови и медицински материјали, а со тоа и создавање на дополнителни трошоци на име камати, судски трошоци и така натаму, и на крајот понеквалитетни здравствени услуги кон граѓаните. Затоа велиме дека крајно време е дека треба да се размисли за начинот на структурирање на таквите годишни програми, за начинот на структурирање и обемот на активностите кои што треба да се направат, но во исто време да се обезбедат потребни финансиски средства за вистинска имплементација на таквите активности. Но не се сите институции нефункционални. Вашата институција, например, важи за функционални и како таква е призната и дома и надвор. Колку се важни телата како вашата, вклучително и Државната комисија за спречување на корупцијата, за една демократија и за доброто владење? Не само регулаторните тела, сите институции во јавниот сектор во суштина мора да обезбедиме непречено функционирање и извршување на со закон надлежностите и мора да покажеме еден висок степен на ориентираност кон граѓаните. Во суштина да обезбедиме сигурност на давањето на испораката на услугите кои што сите јавни институции треба да ги испорачаат во континуитет и со висок квалитет. Значи граѓанинот треба да чувствува дека во суштина државата постои за граѓанинот, а не обратно, и дека јавните институции постојат за граѓаните, а не граѓаните за јавните институции, бидејќи сите ние се финансираме од даночната врзници, а во суштина граѓаните се даночни врзници. Само на тој начин, кога граѓанинот ќе свати дека има квалитетна и навремена и континуирана услуга која што му се испорачува, тој нема да се постави прашање дали сака да ја подмирува врската кон државата или не. Но додека надвор сте фалени, дома властите како да не им се допаѓат, односно не им се допаѓа вашата работа. Во многу јавни изјави во последниот период слушаме прилично силни напади кон овие независни тела. Имате ли политички притисок, чувствувате ли политички притисок и доколку да, од каде и како се справувате со него? И релевантно е дали се допаѓаме на извршната власт или на законодавната власт. Битно е да ги извршуваме со законом делегираните надлежности. И релевантно е дали постојат влијание или не. Битно е интегритетот на менеджментот со кој што раководи со одредена институција. Во овој период мислам дека докажавме дека може да се справиме со сите активности, докажавме дека може да се работи поинако, докажавме дека сме институција која што е на вистинскиот пат, докажавме дека сме институција
институција лидер во државата и во регионот и пошироко, и мислам дека со право може да се носиме и со врховни ревизорски институции кои што се членки во Европската унија и пошироко, и одредени наши искуства се користат и во другите врховни ревизорски институции кои што се членки во Европската унија и пошироко. Колку е важно институциите да бидат транспарентни, отчетни во начинот на трошење на јавните пари, за граѓаните да знаат дека на вистина како даночни обврзници, како што рековте, парите, нивните пари се правилно наменети. Мојот постулат во суштина секогаш укажува на тоа дека граѓанинот понекогаш е подготвен да плати и поскапа услуга, но само да знае дека таа услуга ќе биде со висок квалитет и навремено дадена и во континуитет. Дека не може да плати телефони. Апсолутно. Погледнете ги нашата веб страна, погледнете нашата Facebook страна и може да заклучите. Јас имам одредени материјали кои што ги земав и може во суштина да се забележи. Ова е состојбата на нашата посетеност на веб страната започнувајќи од 2020 до 2023 година. Тоа укажува на нашата посветеност колку не е значајно информацијата за начинот на користење на јавните средства да ја пратиме до медиумите, до граѓаните и до даночните обврзници. Може да забележите ако дека во 2020 сме имале 48.000 посетители, во септември 2023 година веќе имаме 106.000 посетители, што значи 2,5 пати поголема посетеност на веб страната за само две години. Тоа укажува сериозна посветеност и на единицата за комуникација на вработените, за што јас изразвам посебна благодарност, укажува сериозност и посветеност на вработените кои што ги подготвуваат конечните ревизорски извештаи, но покажува сериозност и посветеност и на менеджментот. Еве покажува на што вие го кажувате во однос на ајде како што вие велите случувањето со клиниката за онкологија, може да забележите дека за еден случај кој што го објавивме конечен ревизорски извештај има преку 33 објави во медиумите и така натаму, што укажува на сериозноста и на значењето и квалитетот на информациите кои што ги пласира Државниот завод за ревизија. Верувам дека ја следевте дискусијата во Комисијата за финансирање и буџет и дискусијата во анкетна комисија и досега никој не го постави веродостојноста и вистинитоста на доказите и податоците кои што се искажани во конечниот ревизорски извештај, а самиот факт дека нема доставено забелешки по конечниот ревизорски извештај зборува дека одговорните лица и менеджментот на институцијата се согласиле со утврдените состојби. Ќе ве навратам на точно на трошењето на јавните пари. Имаме тема околу каматите. Значи, нашата држава плаќа големи камати за кредитни линии, кредити кои што не се до крај искористени. Еден од вашите ревизорски извештаи покажува дека 26 милиони евра се плаќаат за камати, за кредити кои што институциите не можат тие пари ни да ги повлечат, а каматите си течат. Како го гледате овој проблем? Ми представува чест и задоволство што го поставивте ова прашање. Бидејќи да бидам искрен, ова прашање заслужува повеќе внимание од колку платите на функционерите. Во последно време повеќе медиуми се занимаваат со платите на функционерите и слушам изјави како да е она што ќе се намали платите на функционерите, ќе се стават за одредени програми, за мерки и политики за поддржување на правните субјекти и одредени политики на граѓаните или одредени политики на правни субјекти во одредени области. За жал, во содржината на конечниот ревизорски извештај за извршената ревизија на буџетот на државата имаме констатирано дека државата во овој период, односно заклучно со 2023 година, има платено преку 26 милиона 238.200 евра за платени камати, трошоци за неповлечени кредити од 12 институции кои биле предмет на ревизија. Дали платите на функционерите во нашата држава се поинтересни од ова што во суштина имаме одлив на огромни средства во меѓународните кредитни институции, каде што имаме забавено темпо на капиталните инвестиции и каде имаме сериозни проблеми во единиците за спроведување на проектните активности. Значи, пред вие да реагирате во тој ревизорски извештај, практично никој не забележал дека толкова сума на пари плаќаме за камати, за џабе?
Може би забележал, меѓутоа тоа не беше соопштено во јавноста. Ревизорскиот извештај кој што се однесуваше на капиталните инвестиции беше доставен и до Генералниот секретаријат на владата, до сите надлежни институции, но и до потпредседателот задолжен за добро управување господјата Славица Грковска. Во нивна заедничка координација и со кабинетот на потпредседателката и со вработените кои што работеа на овој конечен ревизорски извештај и дел од менаџментот кој што е присутен во Државниот завод за ревизија се подготви посебна информација за начин на користење на овие средства и врз основа на таквата информација владата донесе заклучок во кој што е констатирани се 17 заклучоци и се задолжени конкретни институции, вклучувајќи во кабинетот на председателот на владата, за да се преземат конкретни активности за надминување на наведената состојба. И велам дека крајно време и надлежните органи и одредени синдикални организации и одредени други невладени организации да се занимаваат со круцијалните прашања во државата, а не со парцијални решенија. Се до тоа упатува дека во суштина ако сакаме да ги решиме одредени проблеми, треба да се проучуваат ревизорските извештаи, треба да се проучуваат предлог законите кои што во суштина ќе создадат подеднакви услови. Да бидеме сосема јасни и разбирливи. Еднаш за секојаш во нашата држава мора да се создаде систем на вреднување на трудот и она што значи барање уравниловка на вреднувањето на трудот ќе донесе поголема состојба која што се наоѓаме во денешни услови, односно и оние вработени кои што работат честно и професионално ќе ги натераме сакали не да не работат и да не ги даваат очекуваните резултати. Со еден збор, доста е веќе од барање на подеднакво покачување на платите, него треба да создадеме систем на мерит вредност, односно систем на вреднување на трудот. Секој колку што ќе вложи и колку ќе даде резултати, толку треба да добие на први. Моето последно прашање е за скрининг процесот. Во моментов се одвива, вие и вашата институција често пати сте и во Брисел. Како гледате на овој скрининг процес и колку практично ви помага во вашата работа? Видете, се до тоа е добра активност, меѓутоа понекогаш сум изненаден и од меѓународниот фактор. И јас често пати зборувам и немам намера да се воздржам од тоа што го мислам. Во скрининг процесот има одредени барања кои што се бараат да се исполнат од Државниот завод за ревизија. Најновото барање е во суштина да се изврши ревизија на сите единици на локална самоуправа и градот Скопје, тоа е 81, и да се изврши ревизија на сите јавни предпријатија на централно локално ниво и на сите акционерски друштва во државна сопственост. Тоа е барање кое што се содржано во скрининг процесот. Од друга страна, во текот на вчерашниот ден има изјава од експертите ангажирани од Европската унија во која што кажува дека тоа е невозможна мисија, па вие подгответе одговор, ви кажете дека не може да го исполните тоа и дека не е целисходно и така натаму. Таквите диаметрални ставови јас не можам да ги разберам и не се разбирливи кои доаѓаат од иста институција. Или треба да го направиме тоа, и државата наша треба да преземе активности, да даде доволно човечки ресурси за сето тоа, да даде доволно финансиски средства и да даде доволен рок. Јас ми требаше една недела да се убедувам со надлежното министерство дека тоа не може да биде во 2025 година, бидејќи сакаат да го стават како рок во 2025 година, барав да биде тоа 2030 година, бидејќи ниту ревизор, ниту инспектор, ниту внатрешен ревизор, ниту сметководител не се создава за една година. Тоа се професии кои што се градат и треба искуство. Секој нешто мисли дека за една ноќ или за една година ќе создаде услови да бидат обучени ревизори, дека ќе ги офатиме сите и градот Скопје и сите јавни предпријатија со постојниот број се лажа. Односно не ја кажува вистината, има погрешна представа или не знае што значи државна ревизија. Ви благодарам за пораките, се надевам дека оваа порака ќе биде примена следветно таму каде што треба и благодарам за интервјуто. Ви благодарам и вам, ми беше чест и задоволство.